got the call, I was very happy to come and offer my help, using my knowledge and my skills to help these young children and so that they can continue their lives. It's very important. Their lives do not have to be cut short because of this incident. And I mean, the world is a small place, so if I have the skills, I have the means, and we have the support, yes, it was. I feel honored to be able to help the people of Macedonia. We cover the foundational knowledge for diagnosis of a burn, then the basic techniques that should be implemented as part of burn rehabilitation regarding positioning, splinting, active movement, muscle power and muscle endurance, and also functional training. After that, we will put all the teams together to build some foundational concepts, and especially for burn hands, because the majority of patients are presenting dorsal hand injuries and also fascial burns. We expect by the end of the training that the Ministry of Health staff will be able to apply the knowledge acquired and also to increase the quality of care for burn survivors. And then basically we've gone through the foundations of burn rehabilitation, talking about the types of burns, the depth of burns, and then also talking about essential skills for the physiotherapists, for the doctors, everybody who is going to have to deal with these patients. And these are things that they know, but it's important that they are emphasized because they are very important. Patients. Квалитетот на услугата која што се дава практично ќе биде во насока да се излечат максималните можности од пациентот, да се овозможат максимално функциите кои што се загубени како резултат од оштетувањето на председеловите на кожата како еден од најголемите органи во организмот на човекот. И на тој начин ќе може да се вратат речиси на идеално ниво сите функции кои што биле и пред да настане трагичниот настан. Овој курс, овие предавања и не подсетија и ни дадоа плюс некои tips and tricks, што ви кажат, некои дознаења кои што они со нивното искуство ни го дадоа на сите нас и сме благодарни што имаме оваа можност да имаме убави предавања, убава едукација, не само за сите нас, него и за подсетување на целите тимови наши, за што све и би можеле да искористиме во понатамошниот третман на пациентите кои што во моментот се повредени, а и за другите пациенти кои што понатамо би биле наши пациенти. Се работи и за едукација на физијатри, се работи и за едукација на физиотерапевти и за едукација на медицински сестри. На тој начин правиме поширока дисеминација на знаењето и практична подготовка на системот да може да се справи со едни вакви случаи кога евентуално би се случиле во иднина, се надевам дека тоа нема да дочекаме да се случи. Голем број од нив поминале многу дена во болница во странска земја, каде што на некој не им е познат ни јазикот. Не се навикнати да бидат во болница толку време и не се навикнати на болката. Не треба ни да се навикнуваат на болката. Предизвици имавме во смисла, прво беше довербата према институцијата. Значи, прво беше таа доверба, второ беше довербата, значи додека се стекне доверба со нас самите. Значи,
ние покрај физичкиот момент го имаме и психолошкиот момент. Голем број од тие деца си загубија своји другарчиња, значи голем број им се повредени и за голем број немале информации додека биле во болница и значи покрај физичкиот момент го имаме и психичкиот момент. Значи со нив треба трпение, треба да стекна доверба во нас, значи дека тој период малку ќе потрае, значи дека сите процедури што ги правиме се безбедни за нив, значи дека ги правиме за нивно добро и тоа секогаш оди прво со разговор. Исто така, значи, многу е важно понатаму во рехабилитацијата да се знае што треба да се прави со тој пациент. Освен самото позиционирање кое што е од првиот ден, потоа по реепитализацијата на кожата на пациентите, потребно е да се започне и со значи масажа на самата лузна, истегање на деловите кои што се зафатени, затоа што самата кожа која што е нова, лузните или трансплантот, како што ќе созрева, ќе ствара повеќе, ќе се затега и ќе имаме зголемување на ограничувањата и инвалидитетот кај пациентите. Но многу ни беше од голема важност самото нивно присуство тука, на лице место, да се види што правиме, како правиме, што можеме да подобриме, што е тоа што го правиме добро и најбитен момент е стекнувањето на самодоверба во третманот на овие пациенти. For everybody we have met, in the beginning, as is expected, burn rehab is new. They have not seen such extensive burns, so the apprehension and then maybe the fear was quite evident in the beginning. But over the weeks, they've demonstrated a lot of confidence. They've asked questions. They have received a lot of information, a lot of knowledge, and they have also improved on their basic skills, especially as physios and then as doctors. The plastic surgeons in Skopje have a lot of experience, and but again, they have had to tailor it to suit the needs of these burn patients. So generally, we've seen a lot of growth, we've seen a lot of improvement. Сите работиме со една иста цел, значи нивно враќање во нормала. Така да мислам дека сега сме на добар пат со голем број од нив што ни се вратени од странство, на добар пат сме да постигнеме добри резултати.